Безбедноста на граѓаните и борба против меѓуграничниот криминал се основните поинти кои се слушнаа на денешното 14-то годишно собрание на Меѓународната полициска асоциација ИПА, одржана во Штип. Пред се за безбедноста на граѓаните, безбедноста на нашата држава, татковина и во борба против меѓуграничниот криминал. Безрезервна поддршка во работата и реализацијата на зацртаните проекти на ИПА дава ресорното министерство, истакна министерот Панче Тошковски. Спроведовме одредени активности кои што се во насока на подобрување на условите на сите оние членови на ИПА, подобрување на соработката со полицијата, така да сигурен сум дека и во иднина ќе продолжиме во истата насока. ИПА не стои во место. Списокот на планирани проекти е се поголем. Веќе во комуникација со Министерството за внатрешни работи и со министерот работиме на неколку проекти кои што се во однос на едукација на нашите полициски службеници, размена на полициски службеници со нашите братски држави, можам да напоменам Германија, Романија, Австрија, Кипар, со кои што имаме многу тесна соработка, размена на полициските службеници, едукација, помагање во делот на материјално-техничките средства. Која е сушност ИПА? Меѓународното полициско здружение, инаку ИПА, кратенка International Police Association, во Македонија е формирано 2011, постои од 1950 година. Во моментов се 69 активни држави членки и 43 кои што имаат аплицирано за прием. ИПА е најголема полициска организација со пола милион членови. Организацијата е столб на сите додатен столб на сите полициски служби и агенции кои што се борат против криминалот и тероризмот. На денешното 14 годишно собрание учествуваа и представници од 10 европски земји и 20 полициски секции од регионот.